Јас сум Крстич Ивана, координатор на проектот No Hate Speech Society, која е иницијатива на Либералниот алтернативен институт кој се наоѓа со седиште во Тетово. Самиот проект е производ од работилница, односно летна школа која се случуваше од 20 до 24 јули. Проектот се случува во Скопје, Тетово и Велес и е само еден дел од проектите, од 5 всушност проекти кои ќе се реализираат и понатаму низ цела Македонија. Најпрво сакам да кажам дека сум среќна затоа што работам со луѓе кои се од различни етнички заедници кои обработуваат еден проблем кој особено во Тетово е многу застапен, односно говорот на омрза. Па така не придонесуваме многу, меѓутоа нашите акти се само еден дел од она што треба да се прави за да се разбуди свеста на луѓето за младинскиот активизам и како треба редовно да се потсетуваме колку сите ние како различни правиме една целина заедно. Сметам дека тоа е круцијално важно за да може општеството да опстојува и незалудно го одбравме Тетово како еден од градовите за тоа. Какви пораки денес испратите? Сакаме да испратиме пораки дека сите ние сме исти. Различностите функционираат како такви во една целина многу убаво доколку сите знаеме да ги прифатиме. И можеби една порака дека ние сме носители на она љубов која треба да се шири понатаму, нема да биде сватена од секој, меѓутоа доколку редовно ги потсетуваме луѓето дека тоа е нашата задача, дека ние сме тие кои треба понатака да шират добри работи, да шират разбирање, почит и меѓусебна добробит, тоа сметам дека ќе придонесе за некое време подобрување во општеството. Тетово е еден од градовите каде што одбравме да го правиме ова. Продолжуваме во Скопје и во Велес. Благодарно за сите тие што ни изразија поддршка, бидејќи 10 млади активисти не можат да направат многу, меѓутоа можат да покажат со еден сегмент од тоа што младите го мислат за ова. Има фидбек на вашите иницијативи? Се наоѓавме пред Тетовскиот универзитет и пред самата гимназија, беа изненадени. Луѓето се изненадени што во вакво општество некој се осмелил да дојде и да покаже разбирање, особено во Тетово. Мислам дека фидбекот е позитивен, од реакциите што ги видовме на луѓето беа дури изненадени позитивно на кого му текнало да го направи ова. Самите деца односно самите млади луѓе со кои што работам покажуваат токава заинтересираност и кога ги гледаме луѓето како реагираат на тоа, особено сум среќна. Иако се работи само за 10 активисти што ќе работат низ повеќе градови низ Македонија.